Нашите четврти гости за денес во Портик ни доаѓаат од првата детска амбасада во светот Меѓаши. Имено со мене во студиото се Гордана Пирковска-Змијанац и Александра Јаргич. Добар ден и добре дојдовте во Портик. Добар ден и благодариме на поканата. На самиот почеток на разговорот би сакал да ги запознаеме гледачите, значи колку време функционира првата детска амбасада и од каде идејата за нејзино оформување. Инаку Меѓаши, како што знам, представува мало место кое се наоѓа на тромеѓето помеѓу Босна и Херцеговина, Хрватска и Србија. Така? Токму така, да. Формирани сме 1992 година ние во Македонија, инаку детската амбасада Меѓаши беше за прв пат формирана 1991 година. Преку тогашната Јутел телевизија се емитуваше на широко и на големо, беше промовирано поставувањето на оваа детска амбасада, прва во светот. Кажете ни што представува и која е целта на првата детска амбасада во светот? Целта на првата детска амбасада во светот Меѓаши е заштитата на правата на детето. Таа представува амбасада која што се грижи за децата, која што сака да направи едно поинакво секојдневие за децата, каде што нивните права ќе бидат почитувани и тие ќе имаат едно сигурно и здраво детство. Александра, вие сте волонтер, ако не се лажам, во првата детска амбасада. Кажи ми, какво е вашето искуство до сега? Точно, јас сум волонтер во првата детска амбасада во светот Меѓаши. Конкретно работам на СОС телефонот за деца и млади, како и вклучително и правната служба. Моето досегашно искуство, значи конкретно работам на СОС телефонот, кој што можеме и да го споменеме, е 0801 2222, каде што се јавуваат најчесто деца или пак родители или пак баби, дедовци на децата кои што мислат дека нивните деца се загрозени, односно се загрозени нивните права. Се јавуваат, разговараме, потоа ние целиот тим во првата детска амбасада во светот Меѓаши разговараме ги и на некој начин им даваме совет да го решиме кој е најдоброто решение за. Да, јас би додала тука, даваме совет во случаи кога има кршење на детските права. Но тогаш кога децата се јавуваат за разговор, ние не даваме совети. Тогаш децата сами доаѓаат до решението за нивниот проблем. На кој начин? Тоа е едно од основните правила во комуникацијата со децата кои што имаат проблем, да не даваме совети. Оти никогаш никој не е толку паметен за да дава совети, туку самото дете да дојде до решение преку самиот разговор со нашиот волонтер. Бидејќи сме речиси на крајот на оваа 2008 година, кажете ни кои се беа активности на првата детска амбасада во светот оваа година? Навистина имавме многу активности, почнувајќи од овие кои што ги спомена Александра, СОС телефонот и бесплатната правна служба, каде што имавме многу јавувања, затоа подоцна може Александра да каже. Потоа би ја спомнала борбата против сексуалната злоупотреба и педофилијата во Република Македонија. Како што знаете, последниве месеци имавме енормно зголемен број на случаи на разни типови на злоупотреба на деца. Ние реагиравме постојано во текот на целата година и сето тоа резултираше со промени во кривичниот закон. Казните се заострија, сега се зголемени казните и ние на некој начин сме задоволни во тој поглед, меѓутоа треба уште многу да се работи на полето на превенцијата и едукацијата на децата, например во училиштата и секаде онаму каде што се движат. Тоа е едниот проблем на кој што работиме. Задоволни ли сте од она што го постигна и го направи првата детска амбасада во светот оваа година? Па не сме целосно задоволни, затоа што секогаш нели се може повеќе, меѓутоа во глобала да, би рекла дека сме задоволни. Имавме уште многу други активности. Јас би го кажала, например, дневниот центар за деца на улица, за кој што оваа година не добивме од никаде подршка, освен од граѓаните, на кои што сме многу благодарни, кои што донираат во нашите касички, кои што се низ разни супермаркети, хотели, различни објекти низ цела држава. И СОС телефонот на тој начин функционира. Не само СОС, туку и дневниот центар за деца на улица. Децата доаѓаат сега еднаш неделно, тоа се десетина деца кои што доаѓаат во нашите простори и ние се обидуваме колку што можеме да им помогнеме. Исто така имавме и многу други активности, например во тек е сега кампањата Види, слушни, кажи. Оваа кампања, како што знае и јавноста, се однесува на пред се на оние родители кои што ги тепаат децата, сакаат тоа да го сокријат и ние кажавме на нашата пресконференција дека сите тие кои што знаат за таков тип на насилство може да се обратат на нашиот СОС телефон или да дојдат директно во нашите простори и да пријават доколку знаат дека има насилство во некое семејство.
можам да кажам дека за жал имаме голем број најавувања последниот месец од кога започна кампањата. И она што мене ме изненади е дека јавувањата не се однесуваат толку многу на насилството во семејството, туку на насилството пред се во училиштата. Така да имаме една неочекувана ситуација овде. Во секој случај ние ќе се јавиме во почетокот на декември со една евалуација на оваа кампања, какви се јавувањата, колку сме постигнале во однос на заштитата на децата и така натаму. Интересира... Можам да се надоврзам, кога збориме веќе за кампањата и конкретно го начинавме насилството врз децата. Значи, можеме да, некоја еволуација што направивме, например, од 2007 до 2008 година, можеме да кажеме, значи, има големена насилството врз децата, односно процентот изнесува 32,5%, за разлика во 2007 година, што изнесува 13,4%. Значи, изголемено е насилството врз децата и постојано еве јас како волонтер кој што работи на СОС службата секојдневно, СОС линијата работи од 8 часот до 17 часот секој ден. Може секој кој што сака да се јави, да пријави и ние ќе реагираме. Што мислите според вас на што се должи сето тоа? На зголемувањето на бројот на насилствата врз децата? Има многу причини за зголемувањето. Меѓутоа, тоа не значи дека сега имаме многу повеќе насилство за разлика од порано. Не, напротив, сметаме дека насилството го имало секогаш, насилството врз децата, меѓутоа за тоа се молчело и не се зборувало. Добре, ме интересира луѓето, мислам дека со вакви кампањи кои што ги организираме, дека се подига свеста на луѓето за да може што повеќе да пријавуваат и за да се откриваат овие дела, да се заштита децата. И оно што е карактеристично е што децата кај нас не се јавуваат или се јавуваат многу ретко. Зошто? Децата се заплашени. Кога некој дете е злоупотребено, тоа се срами, се плаши, травматизирано е, на него му треба помош, тоа не може да вара, тоа е дете. Затоа апелираме секогаш на свеста на возрастните. Возрастните се тие кои што треба да им помогнат на децата, затоа што децата се најнемојтни суштества. Добро, еве од кога ќе се јави некое дете и ви каже, ви пренесе информација дека е малтретирано било дома од родителите или пак на училиште. Понатаму ме интересира работата во чии раце оди? Еве, јас можам да кажам, значи најпрво што реагираме, разговараме, потоа ние како тим во првата детска амбасада разговараме, го разгледуваме случајот, нонстоп сме во контакти со лицето кое што го пријавува насилството. Потоа можам да кажам дека имаме многу добра соработка со Народниот правобранител, со Центарот за социјални работи. Праќаме претставки и нонстоп таа соработка помеѓу нас, институциите, тоа е еден круг на алка која што функционира за да може проблема да се реши во најдобар интерес. Да, и не би сакала да се создаде впечаток дека секогаш сите случаи ние успеваме да ги решаваме и дека се е така идеално. Има случаи, за жал, кога некако потешко оди. Знаеме како функционираме ние како општество, како заедница. Некогаш луѓето гледаат и преку врски нешто да направат, да го сокријат нивното зло дело, да кажам и така натака. Наидуваме на голем број пречки, но секогаш се обидуваме да ги решиме и колку што можеме да помогнеме. Што е ужасно доколку некој се обидува на таков начин да го сокрие. Да, за жал. За жал се случува тоа. Имаме конкретно и случаи на сексуална злоупотреба на деца и случај на инцест, кога, например, таткото кој што го злоупотребувал своето дете се уште на слобода, оди нормално на работа, едноставно не функционира законот, би рекла тука. Кажете ми, кои беа активностите на првата детска амбасада во светот Меѓаши на 20 ноември, кога е денот на детето, така? Да, ние секоја година ги одбележуваме различните денови посветени на децата. Оваа година 19 и 20 ноември ги одбележавме, бидејќи 19 ноември е светски ден против злоупотреба на детето, а 20 ноември е меѓународен ден на детето. И по повод тие два дена испративме соопштение до сите медиуми за јавноста да биде информирана што се случува во светот со правата на децата и што се случува во Република Македонија во однос на децата, каква е состојбата со децата, но исто така и го најавивме и нашиот телетон. Познато е во јавноста дека сега во неделата имавме една голема активност, најголемиот телетон во Македонија беше организиран со намена помош и поддршка на децата жртви на сексуална злоупотреба и тоа беше организирано заедно со нашиот партнер, невладината организација ЦИРА. Значи, освен тоа што имате партнер, дали од некој друг добивате поддршка во она што го работите, значи за заштита на правата на децата? Бидејќи пред малку споменавте дека немате поддршка од ни една друга институција.
Да, јас споменав дека имаме огромна подршка од граѓаните. Покрај Преку граѓаните. нашите касички и така натака. Исто така имаме подршка и од институциите, но може би не онаква каква што ние би сакале и каква што очекуваме да добиеме. Меѓутоа, сепак би кажала дека бизнес секторот се вклучува со своја подршка и исто така да ги споменам медиумите со кои што сме постојано во контакт и кои што како да ви кажам, со кои што здружено делуваме во заштита на правата на детето и исто така да не заборавам оние стотина уметници кои што во неделата дојда да дадат подршка за децата. Тоа беа естрадни уметници, музичари кои што ја дадоа поддршката, кои што беа со нас и некои од нив кои што не беа, кои што не дојдоа, не беа тука затоа што не сакаат, туку едноставно беа спречени поради други обврски. Така да ние мислам дека сме една мощна и моќна сила денес во заштита на правата на детето. Нашето време некако многу брзо ни летна. Би сакал на самиот крај само да ми кажете кои се активностите кои што ќе ги преземе првата детска амбасада до крајот на оваа година и што е она што е приоритет на почетокот на 2009. Да, во тек ќе бидат и други аукции во рамките на кампањата за поддршка на децата жртви на сексуална злоупотреба и педофилија, заедно со ЦИРА, но исто така во текот на следната недела очекуваме хуманитарна помош од Италија, организирана од Италијанскиот Црвен крст. Тие сакаат да им помогнат на децата во Македонија, значи оние групи кои што се маргинализирани, како и децата кои што се во детските домови, така да ние очекуваме една голема хуманитарна помош од страна на Италија следната недела, како што реков. И потоа имаме исто така два семинари, едниот е наменет за меѓуресорска соработка на сите оние институции кои што се занимаваат со заштита на децата, значи центри за социјална работа, малолетнички затвори, детски домови, судови и така натака. Ќе имаме еден предавач од странство, од еден познат универзитет во Лондон и исто така Станислав Петковски ќе биде од наша страна тренер. Се надевам дека тој семинар ќе придонесе повеќе во нашата меѓуресорска работа во поглед на заштита на правата на детето. Потоа имаме еден друг семинар кој што би сакале да го намениме за судиите кои што ги досудуваат казните за сексуална злоупотреба на деца. Сакаме исто така со нив да поработиме негде во средината на декември и на крајот секако пакетчињата пред Нова година за децата во детски домови и слично. Иако ни остана уште многу теми и прашања на кои можевме да разговараме, ќе бидеме во контакт и ќе се видиме во некоја друга прилика. Ви благодарам што бевте дел од денешното издание на емисијата Портек. Ви благодариме и вам на поканата. А ние во продолжение одиме со видеоспотот Сонува и мирно. Сите деца се души искрени, нежни свилени пеперутки, тие се ангели, капки пречисти и срце невини. Која ли сила сурова тебе длабоко те повредува, болката знам прогонува, но јас сум крај тебе, сонувај. Сонувај мирно, јас ке те чувам, летај ко птица небесна. Сонувај звезди, на дланките твои, ти ветувам љубов безкрајна. Се сонца прекрасни, дајте им безброј топли преградки, но сад убавини, солзи радосници, бајки се безкрајни. Но тоа мало срце знам, одатре боли, плаче и тагува, ова е крај ти Сонувај
ден ќе блесне, за сите деца знам, без неправди што болат, без страви и страдања. И немој да се плашиш, тука сум до тебе, сонувај мирно ти.